Маврово е една од туристичките дестинации кои ги одбраа граѓаните на земјава за да го поминат викендот и празничните денови. Иако нема доволно снег за скијање, сепак има чист воздух и убава природа. Сончевите зраци дополнително ги привлекоа посетителите викендот да го поминат во Маврово. Некои веќе неколку дена уживаат во природните убавини на ски центарот, а другите пак дошле на еднодневна прошетка. Љубителите на скијањето пак нетрпеливо очекуваат погодни услови. Покрај многобројните домашни туристи, сретнавме и странци. Доаѓаме за прв пат на ова место и можам да кажам дека е прекрасно. Од Молдавија сме и многу ни се допаѓа. Прв пат сме во Маврово. Тука сме веќе 2 дена и многу е убаво. Па Мавро е еден од најдобрите скијачки центри во Македонија. Македонци дојдовме да го посетиме. Да, само што стигнавме. Дојдовме вчера, многу е убаво, само што има малку снег. Да прошетаме на чист воздух. Овде Маврово нема подобра природа, ама за скијање ако нема, тоа е нешто многу лошо за нас. Ова година за сега нема атмосфера за скијање. Голем број граѓани новогодишните празници ги поминаа во викенд куќите, додека хотелите се исполнија во првите денови од новата година. На први и на втори видовме дека сите хотели се исполнија. Претпоставувам дека за самите новогодишни празници немаше толку посетеност поради протоколите што се донесени за непрославување на новата година, но сепак се гледа дека огромната посетеност во Маврово веќе од први и втори и денеска истото се случило. Во време на пандемија од управата на ски центарот велат дека се почитуваат сите мерки и протоколи, а инспекторите контролираат на терен. Ресторанот, во хотелите се навистина се почитуваат протоколите од наша страна и од гостите, бидејќи и самите гости претпоставувам сакаат да се заштитат. Посетителите го искористија денот за прошетка со жичарата на свеж воздух. За да се создадат услови за скијање пак, се очекува деновиве температурите да паднат под нулата, за да се направи уште долниот дел на стазата со вештачки снег, бидејќи горниот е веќе подготвен, велат од управата.